Колку е тешок или па можеби лесен патот да живееш во Белгија и да се преселиш во родната Македонија? Го прашам следно прашање затоа што обично нели луѓето од Македонија емигрираат во Белгија за подобар живот. Одговорот ова прашање ќе го добиеме од Le meilleur chef de tout le temps, Марк де Јонг, односно најдобриот шеф Марк де Јонг, мој многу добар пријател. Марк, добре дојде во ова наше специјално издание, во ова наша нова емисија Icon Show, четврта поред, инаку, драги мои, и навистина ми е чест што еве вака да кажеме, отвараме со мојот многу добар пријател, а и миленикот на нацијата, Le meilleur Марк де Јонг, Марк де Јонг. Убаво го кажаш, навистина, уште малку вежбање со мене, ќе направиме неколку курса француски јазик и ќе го дигнеме малку јазикот во наредна година во време сакам да направиме емисија на француски јазик. Може, за мене, по моја пат проблем. Ма ќе биде проблем за тебе. Oui? Oui? Марк, како се? Мило миешо сум со тебе, Давид. Знаеш, од имавме прилика да направиме неколку така емисии заедно. Секогаш е задоволство, оти разговараме од убави прашања, убави, како да кажам, разговори, све тоа. Убави разговори, кои што дефинитивно го мотивираат се нашиот народ, но сосема ќе се тргнам од моето сценарио. Ајде. И ќе зборам за една нова тема, затоа што кога се спремавме за емисија за снимање, ти кажа една многу интересна фраза. Да? Кажа, сите сме курви. Да. Јас сум курва, истимателот е најголема курва, тој малце ми е поголема. Сите на свој начин. Курва ли сум? Сите сме на свој начин. Курва сум. Курва, мислат сите од тие лош збор. Па не. Това е најстар работно... Занет. Да, занет од светот. Марко, отворено да прашам. Дали се курва? Да. Да, сите сме курви. Зошто е? Ме така, оти сите се продаваме, сите бараме, се продаваме на пазарот. Така е. Сега има курветина и курва дипломатска курва. Дипломатска курва. Па да, не, секој на свој начин. Ја мислам оти тој збор е универзален збор што одговора на сите. Оти секој си е на свој степен курва. Фала. Марк, кога се пресели нели да живееш во твојата родна земја, тоа е Македонија, се соочили со курветини? Да го кажам тоа? Да го кажеш. Па секаде има. Но во Македонија ги има најмногу, мислам, или па можеби грешам? Па има и ви и други, па има од све. Има и за сите. Па за тоа треба ти сам себе да си го правиш делот од това кој не се и да се дружиш со луѓето што се добри. Каде се чувствуваш повеќе како дома, во Белгија или во Македонија? Па ќе видиш зачуден, оти на вистина од прв ден кога дојдов во Македонија се осеќав дома. Што чудно што ми беше 45 години во Белгија, ми фалеше нешто. Да, како да секојаш ми фалеше нешто. И го најдов тоа од првиот ден кога дојдов во Македонија. Луѓето сите ми кажат, ти си будала, ти имаш проблем. Ти дојде овде во Македонија, сите сакаме да бегаме, да одиме во други држави, а ти дојде во Македонија и убаво ти овде. Затоа е начнавте ли оваа тема и такава ми беше нели самата најава. Стварно е ова интересен факт за тебе, затоа што нели од Белгија, од центарот, од срцето на Европа, ти доаѓаш да живееш во Македонија. Кажи ми компарација, споредба да направиме помеѓу животот во Белгија и Македонија. Можеме ли да издвоиме? Да, топло, ладно. Топлината во Македонија, ладното во Белгија. Сега има убави вечери, има журки, има такви ствари, има све. Може сите да се снајдат, затоа сите одат таму. Ама тоа што одат таму, еден дел одат за да работат, еден дел одат да профитираат, и еден друг дел одат малку така на журка, на прошета и такви ствари. Има пак и таму, има и за сите. Има и за сите. Ако сакаш да работиш, може да работиш во светот. Не треба да дојдеш во Белгија за да работиш, може да работиш во Македонија. Прво и основно е да бидиш малку и да имаш големо срце и да сакаш да го споделиш тоа со сите. Што те разочара најмногу кога дојде во Македонија? Ама искрено. Менталитетот, малку егото и све тоа ми е многу јак. За жал не те носи тоа никаде. Не, те уништува и ги уништува луѓето што се околу тебе. Ти мислиш што ти правиш убаво, ти ајде ќе го заебам. Го заебав. Многу сум среќен. Ме го правиш еднаш. Го правиш два пати. Више трет пат не поминува. Не поминува. Тоа. Ама. Има професионалци во тоа. За жал, но тие професионалци еден ден нели па на све има крај. На све има крај. Така еден ден се кажува, јас ми секогаш го кажам и тоа по француски, la facture arrive, сметката доаѓа. Еден ден сметката се плаќа.
Апсолутно, нели за тоа е задолжена кармата, зборуваме нели за Белгија, Македонија. Кажи ми, еве хипотетички правиме муабет, знам дека ова не го сакаш, но знам дека имаш работено со многу нели амбасадори и така натака. Еден ден, ако Марк де Јонг стане председател на Република Македонија, какви промени ми направил во оваа држава со оглед на тоа дека си живеел во Белгија? Еве, што би земал од Белгија и би го вовел во нашиот систем? Не можеш да донесиш закони и стандарди и све тоа што се од Белгија во Македонија. Македонија си е Македонија. Македонија си има свои правила, Македонија си има свој начин на живење. Треба да се направи еден систем што ќе му ги одговара на сите. Затоа се прави прашања на сите луѓе, од сите прашања од сите луѓе што сака да одговараат сета и се прави еден репорт. И од тој репорт извадиш све што е убаво, све што е лошо на страна и правиш нешто што ќе му одговара. Не може на сите, никогаш не може. Ама иде, над 50% да му одговара на луѓето и тоа ќе биде, мислам, најубавото решение. За жал, не се праша многу на луѓето, ни овде, ни во Белгија, ни никаде, све се прави и све е направено однапред. И тоа е тоа. Во парламентот, нели, во самото собрание се организира... Секаде. Секаде е така. Нашите животи. Не, тоа е тоа. Луѓето се навикнати сега да живеат така. И тоа го живеат секој ден. Има луѓе, па ќе кажам, што се малку попаметни, поинтелектуалци по светот, што го разбират на некој начин, ама другиот дел е тоа. Му даваш морков и си го прифаќа. И магарето го прифаќа тоа како нормално, така, како нормално од својата секојдневија. Да, те разбирам. Кога дојде во Македонија, па не мора само твојот, нели, дел од животот додека тука живееш и претходниот, нели, дел од твојот живот, 45 годишен, голем дел од твојот живот кој што си го живел во Белгија. Да. Се случило некогаш да паднеш во депресија? Депресија. Причина, не да ти кажам право што е чудно, го имаме тоа еднаш годишно. Да, септември, октомври е периодата како почна промена, више летото помина, ете така, доаѓаме во есен и све и ми фаќа депресија. Почнам да размислам што ќе правам зимо и све тоа. Секоја година го имам тоа. Да, не сега. Како се лечиш тогаш? Лечиш? Како се лечам, одам на сонце. Браво. Да, често патуваш со твојата сопруга Василка. Тоа навистина не радува сите. Да. Кажи ми како е Василка, таа е прекрасна жена, што на вистина, ако можев и порано да се сретнеме, ќе беше уште поубаво. Ама тоа е тоа. Тоа е животот и тоа е убавината. Ако се сретнавте малку подоцна, убавината од животот го поминуваме сега. Апсолутно. И тоа на вистина, како што кажав, сите не радува, затоа што вие сте со Василка на вистина еден синоним за еден складен, убав брак, кога ставате слики, видеа на вашите Инстаграм профили, буквално тоа на сите нас ни го разубавува денот и животот и ни дава мотив за среќни врски. Знаеш зошто? Оти на вистина сме среќни. Браво. Не глумиме, такви сме. Сме луѓе што сакаме да споделуваме. Сме луѓе што сакаме да бидеме со луѓето и многу правиме за луѓето. Оти на вистина и работата од Василка што го има со луѓето со посебни потреби, како кажам, и све тоа што работи, што е работата што прави многу хумана. Јас сакам да работам со сите. Сакам да споделам рецепти, сакам сега правам со деца. Ги учам децата да готват и да зборат и француски во меѓувреме. Многу хумани сме. Дали те позна дечково од телевизија? Кој е таму позади? Тој Шери, што ќе готвиме денес? Шерито, мојата Шери е секаде. И во емисиите. Можам да правам емисии за незе, без незе, оти не ми доаѓа, ама за незе да. За незе готвиш, има ли побаво нешто тоа? Секој ден готвам за незе. Апсолутно. Кога сум дома, кога немам работа, готвам за незе. Она ужива. Знае ли некој да те изненади таа со некое јадење вака што го готви? Некои се типични македонски јадења, она ми готви. И на вистина тоа ми одговара. Оти македонската кујна, ја сакам, ја јадам, ја имам јадено од кога сум дете со баба ми и све тоа. Вкусовите ми се тука, ама не успевам јас да ги готвам на тој начин. Чудо. Добра, јас сум француска, белгиска, италијанска, шпанска, и мешам сите кујни и се тоа, ама македонската кујна си има посебно. А ако срцето ми е во Македонија, не успевам. Не. Имам голем проблем со гравот. Да, гравот јас го пробав. Мислам дека многу луѓе имаат проблем со гравот. Гравот го имам подготвено на многу начини. Знаеш како успеам да го направам? Во експрес лонец. Да? Да, тогаш успевам. На друг начин не можам. Или ми е преварен, или ми е тврд. Не. Експрес лонец, 30 минути, граф. Со оглед тоа дека не се разбирам во готвење, стварно. Не знам што е тоа експрес лонец, не знам што е граф. Инаку сум алергичен сум на тоа. Треба да научиш. Алергичен. Сакаш да успееш. Да, мора да научам, но многу ќе научам сега за тебе.
Затоа што сум многу помлад од тебе и верувам дека помладата публика која не прати навистина ќе се мотивира со следнава приказна, апропо моабетот за Василка. Нели, таа е среќата дефинитивно на твојот живот, но Точно. пред Василка имаше ти партнерка во Белгија со која имаш нели 20 Две деца? синови. Да, не, еден син и една ќерка. Една ќерка и се извинувам, Да, моја да. грешка, да, две деца, син и ќерка. Ајде да позборуваме малку на таа тема. Како се запозна со твојата прва партнерка? Не бевте О, венчани? бе, не, ние се запознавме многу млад, ја имав 13 години кога се запознав со неа. Молам. Да, А на да. колку направи дете? А на 23. А, добро. А чекав 10 години. А не за све. Не за се, не за се. Ке се оставам да те праша тогаш. На колку години ти беше првата сексуално искуство? Па толку? На Околу 23? Не. Марко порано. На 13 и пол. Така нешто. На 13 и пол. Па, кога почнува да чеша, што да ти кажам? Така е. Ово заслужува аплауз, ке ве молам. Па, искрено се така. Па да. Што можам да Марко. кажам? Не, тоа е животот. Сега ти, на која година? Ајде, јас да ти прашам нешто. На 17 и пол. А многу стар ти, а? Да. Не, имав и брада, да. На 17 и пол. Па да, имаш и брада? Имав. Добро. Тоа е. Па Види, сега сепак мораме да кажеме дека си користил сигурна заштита и ве не прати млада публика да се случи. Знаеш, еден добар уметник работи без мрежа. Добро. Така се кажува, не? Да. По француски, по македонски јас така го како рекам транслейт. Формулираш, да. Да, ама тоа беше порано. Збориме за колку? За 40 и неколку години, години, да. однапред. Не зборевме уште толку за товие сексуални тематики и све тоа. И тоа. Навистина, после дојде обвезно кондом, такви ствари. И Се не смени му времето. препорачувам навистина на сите што сакаат да прават малку глупости, убави глупости, да се Заштитат да во се секој заштитат. случај. Ете Да. така. Ова е апел Ево. до сите наши, нели, помлади гледачи. Точно. Марк, добро, се запозна со твојата прва партнерка, не ме одговори зошто не се венчавте никогаш. Имавме идеи и све тоа. На крај не се направи заради родителите, за такви ствари. Друго беше, други менталитет. Таа е белгијанка. Да. И тоа е, така е животот. Да ти кажам право, голем дел од животот го поминав на работа. Исто го кажувам, децата, да, имав деца, ги порасна децата, ама голем дел од животот порасна без мене. Покојни. Ти го И поминаш јас животот. покојни, Арнот и син ми кој имаше 15 години почна да работи со мене, Марко го научи се тоа. И тој е шеф? професијата. И он е шеф сега на којна во телевизија во Белгија, главната Браво. телевизија RTBF. Да, он е главен шеф таму за персоналот и за дирекцијата и све тоа. Да, он си работи таму. Во какви односи си со твојата поранешна партнерка, со твоите деца? Немам више односи со нејзе, оти навистина не беше више можно да се разговара, тоа е тоа. Што е се живот. случи? Па се случи неколку ствари што се случуваат кај сите. Кога не се гледаш многу време, луѓето, знаеш, се раздвојуваат, секој си го почна да си го води патот и тоа е тоа. Не, професијата е многу тешка, заради 12, 13, 14 сати што ги поминуваш. И плюс кога си млад, завршуваш работата, не сакаш многу да се враќаш дома, пријатели, ајде уште една и продолжува, и тоа е тоа. Значи, сепак трета особа е виновна за вашата разделба? Да. Марк, имаше љубовница, швалерка, по скопски кажа? Многу. Да? Па како човек, кога немаш дома, се го бараш на друго место? Не многу се шала. Како викаат, во секоја шала пола и повеќе е вистина. Не, шала на страна, да, дефинитивно шала на страна. Твојата сопруга не сакала да водите нормален живот како да сте, да речеме, во брак, па ти си ја пронашол својата среќа во други жени? Нема веза тоа. Знаеш, пак ќе кажам, тоа е среќата што го имавме, како си работевме, дел бевне заедно, дел не бевне заедно, и тоа е тоа. Да не влегуваме на вистина во подлабоки детајли. Секој си, знаеш, како можам да го објаснам тоа? Не ги имам уште зборови, може ќе ми дојдат текот на емисијата. Ако. Да. На вистина го почитуваме твојот став затоа што си многу искрен, затоа си миленик на нацијата. да. Јас не познавам, јас дури те љубоморам. Затоа што не
познавам човек кој што кажал еден лош збор за тебе. Сите те почитуваат, сакаат, ценат и се мотивираат. Има, што сакаат да скажат лошо. Знаеш, Ајде ќе зборуваме. Сите ќе најдат нешто да кажат лошо за тебе и свет. Твоите деца што ќе кажат за тебе? Добар татко, лош татко? Може, мислам да и се надевам ти кажат ти сум добар татко, што не го виделе многу, ама тоа е тоа. Пак ќе кажам, проблемот во моето поранешен живот и се тоа, што не бев многу дома, што не бев многу присутен. Тоа е. Да. Си бил млад, но си работел, си стварал за нив, финансиски да ги обезбедиш и тоа навистина заслужува аплауз. Да, имале све што им треба, освен може татко дома кој што ќе беше малку по Те разбирам. Мислам ти тоа ќе остани со мене позади, ќе ме како да кажам, ќе ми биде на грб Така. цел живот. Така. Ете така се кажа. Твоите деца сега се самостални луѓе. Да, дамна. Тоа, И сум и дедо. Да, и дедо си. И дедо сум, ќерка ми има ќерка, исто. Внука, Теа. значи имаш? Имам бабе, дедо сум. Кога последен пат ја виде внуката? Не ја видов уште. Се уште Нема уште прилика, не. За жал, тоа е тоа, ама Колку години има внуката? година и пол. Ќе биде. Не Све ќе сакам се да навлагам нели во твоите семени. Не, пак ќе кажам, знаеш, секој си го тера животот како може, како му одговара, Но тоа е почита кон таткото мора да ја има. Да, ама има ствари неколку пати во животот што не се прат како треба. Марк, јас сум убеден дека наскоро ќе видиш твојата внука. Сигурно. Аплауза, молам. Сигурно, ама тоа е тоа. Марк, знаеш, животот е навистина многу интересен, ти си навистина голем и мотивацијски говорник за животот. Самиот се каже дека животот навистина треба да биде и забавен, и интересен, да си го живееме како што сакаме. Си бил млад, си направил нели грешки. Ќе се осмелам да го поставам следното прашање. Дали некогаш во твојот живот си имал пороци? Што тоа пороци? Цигари, алкохол, дрога? Пороци не, ама имам пробано од све. Сум човек што сака да знае све. Имаш пробано дрога? Да. Све што има на пазарот го имам пробано. А ичи ми се допаѓаше. А многу сум среќен. Кај нас на пазар има пиперки, краставици, Ама тоа тикви. пазарот зависи кој пазар збориш. Се шалам, црниот пазар, да, во секој случај. случај. Хероин имаш пробано? Да. Све. Да. Ама боцкање не. Ја ми е страф од не, тоа не. Ке тече крв. Да, ме би само и инекција да ми дава некој ја бегам. А што има хероин во вид на апче? Ајде, не ме прави будала, не сега. Не, становистра не знам. Не, хероин се пуши. Не знаев. Па да. Хероин се пуши. Кокаин се шмрка. Све се прави со све. Зависи како сакаш да го употребуваш. А зошто ти го употребуваш? Јас го имав го употребувам. Никош не го употребував да кажам. Имав пријатели што имав прилика да го пробам. И на вистина не ме интересираше. Тоа е тоа. Си пробал, си сватил дека тоа не е за тебе, дека Не си за мене. нормален Кокаина, човек. се правиш супермен. Тоа другото спиеш, пушиш, ти се јаде. Ефектите не ми и среќа. Што не ми се договорија. Не ми одговорија. Да, што не ти одговараат тие пороци. Марк, би те замолил која е ова е твоја камера? Супер. Би може ли да... Играње, не сакам ништо. Исто. Знаеш игра. Коцка. Не. Имав пријатели што Губат се. Све. Имав други исто. Пиеле. Ни тоа. Сакам да пијам. Ама еден момент до тука ти не можеш више појке. А они уште. Не можеш. Марк, апропо моабетов за овие пороци, би те замолил за публиката. Ова е твоја камера. Добро. Да дареш еден апел дека луѓето не треба да конзумираат никаков вид на пороци, најмалку се дрога. Јас ќе ти кажам едно друго. Што јас го направив. Многу сум среќен и ќе го направам уште еднаш ако треба. Да го пробам да знам што е. Ти мора да знаеш во животот све што е вкус и такви ствари. Ако не го знаеш, ќе мислиш што ти ќе видиш глуп до крај на животот. Ама не треба, не. Сега да се конзумира, ич. Така. Ама мора да се знае што е. Јас пак таков сум човек што сега да знае све. Тако, има луѓе како мене, има луѓе како тебе, како другите што секој е посебен, јас сум човек што сака да научи и да види, да проба све. Ете така. Се плашиш ли дека сепак живееме во навистина големо конзервативно општество, дека сега после ова изјаве ќе те етикетираат како наркоман? Наркоман? Се вистина, се гледам наркоман 100%. Да, Знаеш што сум наркоман?
од убавиот живот. Браво, заветник од љубов кој од убавиот живот и од оваа прекрасна емисија, а и од оваа прекрасна кујна. Јас сум инаку голем гурман, не се познава тоа по мене среќа, но Многу си, да, се гледа. осламнат сум. Не беше. Оди си гурман. Не, стварно сакам да јарам. Стварно сакам да јарам, ама за среќа имам брз метаболизам. Имаш среќа, има други како мене, што само да гледат чашата вода, се здебелуваат. Се здебелуваат. Па тоа е. Инаку стварно имам верзија од готвење, не знам да готвам ништо. И стварно јас и ти имавме прилика да се дружиме во еден ресторан. Точно. Де јас бев како гостин. Франклин, да. Да, поздрав еве до Франклин, ти беше готвач, мислам дека тој им беше најголемата онака Еден искуство, еден убаво искуство. Едно убаво искуство, дефинитивно за двете искуство, страни, што така да јас можам првпат во живот пробав. Леле, како се вика, Марк? Што? Ти ме во уста ми В уста што ми ќе го ќе стави. пази што ќе кажеш во уста ми го стави. Луѓето ќе мислат и Не. Како се вика? Леле, Марк. Ма шо? Не знам ја више. Печурки ли беше? Тоа ви вргани беа со сос. Да. Не едеше врган претходно. Никогаш во живот. Ајде. Никогаш. Па да. Стварно беше вкусно. Фала. И мислам дека цела кафана просперираше таа вечер мислиш, од рацете на најдобриот шеф Марк. Ќе ве замолам сега публика да не ми спиете уште погласа на Па да, иде малку. Па да. Марк, само би те замолил уште нешто да кажем нешто за пороците кон младата публика. Нема проблем. Јас сум искрен. Тоа ме радува. Не знам ако тоа ти е проблем, Не ми е проблем. Ова е отворена емисија. Дали ви е проблем? Мене народот ме знае како искрен човек, така да не, нема никој проблем. Ајде. И шириме позитива да и кажам искреност. за пороците, избегајте ги пороците навистина. Некој да ве држи по нос, исто така е. Некој да ве држи така, оти мора да имате доза денешна, оти мора да играте, оти мора тоа. Не, ништо не мора. Треба да правите што сакате и да уживате во животот. Убавината е во кога си свесен, кога имаш добар човек до тебе, или ако немаш, имаш пријатели, имаш луѓе, пазете само на кои имате околу вас. Тоа е најважно, оти они можат да ви дигнат, како можат и да ве Спуштат. Ете тоа. Тоа ја прави мудроста на вистина, по текот на годините зборам така сега, пред 20 години не зборев така. Добра, мудроста сепак Не, дошла тоа е, со годините, тоа со е. искуството Точно. и затоа нели кажавме и во самиот старт дека си мотивација за публиката. Марк, шубаво готвиш тука, но сега сум сигурен дека убаво ќе си играме, јас и ти, ја знаеш, млад човек, уште 23 години имам, ќе кажеш 20. Да си играме? Да, една игра да си играме. Доајде на игра да си играме, ајде. Ајде, кој ќе ми даде сега барбиките? Одамна не си играм со барбики, сега друга игра може. Оке. Марк, ова сум го играл веќе с тебе во други нели емисии кои сме ги работеле. Сум, не сум, јас ќе ти кажам. Сум, не сум. Да. Факти за животот кои што можеби некој си ги направил или Добро. па не си ги направил. Ајде. Сум строг во кујна. Да, многу. Да? Мора. Значи перфекционист во секој случај. Перфекционист и болен од перфекционизм, никош не сум задоволен од што правам. Тоа е основата. Секојаш може подобро. И Секој сум може строг за сите други што се со мене, оти нема утнење во кујната. Кујната мора да биде добро чисто све. Без тоа. не оди. Шлагворд врз следново прашање. Сум фрлил мое сготвено јадење затоа што сум мислел дека не е доволно добро Да. сготвено. Да. Си фрлил јадење? Да. Сготвено? Да. Кога не оди. Чао. Се исклучува. Јас сум скаран со тестото, јас многу имам проблем. И тестото ми прави проблем. Оти не го сакам и не ми оди. И тоа го фрлев, да, неколку пати оти. Не е тоа. Те разбирам, браво. Не, тоа е тоа. Сум готвел под притисок. Под притисок, секој ден готвиме под притисок. Ако не готвиш под притисок, не оди. Мора да имаш притисок за да те мотивира да одиш Да работиш подобро. Да, ете така. Сум се издравирал пред камера додека сум работел емисија. До сега уште не. Само уживам пред камера. И што е најчудно, па ќе кажам, Немаш работено со снимателов затоа? Не знам, ја до сега сите што имам работено со нив, ми беше задоволство, ми беше преубаво. И пак ќе кажам, јас од кога дојдов во Македонија се научив да бидам пред камерите и тоа е нешто што ми е како поросите, а? Да, Ми влезе дефинитивно. во крвта. Дефинитивно. Да, и не можам Дефинитивно. више без нив, не можам. Ова ти представува среќа, на вистина јас сум Да. среќен што уживаш ова работа и Уживам. мислам дека од сите кулинарски емисии во Македонија според Таријандата
за гледаност, мислам дека имаш најгледаната емисија во Македонија. Не знам дали е така, не сакам ни да знам. Па јас сум истражал, Не, затоа ти кажам дека е Ја така. ќе ти кажам, не сакам ни да знам. Јас пак ќе кажам сум среќен што луѓето ме гледат, среќен што можам да споделам моето знаење, моето задоволство и тоа е најважно. Еј, Марк, кога сме ке снимање, ти се случило некогаш да заборавиш рецепт на снимање? Рецепт, да ти кажам право, немам многу рецепти јас. Кога имам рецепт мора да ја пишам. Аха. Јас све, голем дел од што работам, го работам на импровизација. Рецептите, знаеш, се база, што ги учиш во школа. Те овие рецепт ти помагаат за да направиш нешто друго. Од ти рецепта, ако сакаш да направиш како е пишана, 90% нема да успее. Да. Ова не го знаевме така да еве, Да. сите нели Што е чудо, домаќинки, луѓе кои што се занимаваат со готвење освен јас себе еден Што е добар чудо совет. така е, од ти човекот што ја направи рецептата, он си ја направи со своите како да кажам, Своите раце, своите да, прсти. Се тоа, и неколку пати ти ќе го направиш, нема да биде тоа. Така. Нема да биде тоа. Така, браво, браво. Оваа твоја теза на вистина ми се допадна на мене, верувам дека и на нашите гледачи. Еј, кога зборуваме, Марк, за телевизија, за емисии, се слушаат некои шпекулации, спинувани информации низ градот дека вториот готвач, не ми текнува името, ако сакаш ќе ме потсетиш, од Брза кујна емисијата, во која што нели ти беше доена таа емисија, не работи повеќе таму затоа што на некој начин е избркан од Никола. Не имам слушано тоа, ама што јас имам моите сурси, како се вика, моите извори. Извори. Моите извори. Не тоа беше за кратко време, имаше нешто мотор паднато на ногата и он е љубител на моторите. И ја сакам мотор кроз да возам и се тоа. браво. И се врати за кратко време, ама како да кажеме, таа емисија беше преубава, пак ќе се вратам. Навистина за мене беа убави моменти, преубави моменти. 7 години од мојот живот го поминав 7 таму. години. 7 години, 1400 емисии. Секогаш го кажам тоа. Ке беше уште повеќе, сигурен сум од и ден денес. Ако немаше што се случи, ке бев уште дел од таа емисија. Ама другиот немаше да биде. А што се случи? Што се случи, сите знаат. Пред снимање, јас и Марк онака се изборувавме тука и со нашата цела екипа и рековме дека ќе бидеме искрени и дека Да. ќе зборуваме за се. Точно. Марк, Да. вистина ли е дека сите готвачи кои што можеби градат поголем имидж, кои што можеби се подобри во кујна од Никола, моментално истиот готвач во емисијата Брза кујна, тој на некој начин се обидува да ги тргне од таа емисија. Дали е тоа вистина? Ма проблем е кога сметаш на некој. Кога почна да бидеш популарен. Попопуларен од што си да се Дали мислиш дека Никола е завиден кон тебе? Ти завидува? ти го кажа. Не, јас те прашувам. Бе не. Јас го како да кажам, го потврдуваш тоа. Е вала. Што се случи со Никола? Бе што се случи, сите знаат како се беше, како, знаеш, таков човек во јавноста се прави. Ја не сум глумец, јас сум искрен. Искрен. Не можам. Глумец се плаќа да бидиш глумец. Глумец си внатре, глумец си во како да кажам, во мозокот. карактерот. Да, Ја не карактерот. можам. Не сакам, јас сум природен и тоа многу луѓето го сеќаат и го разбират. И затоа Има те други луѓе почитуваат. што глумат лудило. Знаеш, има еден синдром што се вика Калимеро. Го знаеш Калимеро? Да. Мислам ти има неколку што тоа го имат, за да може да постојат, мора да бидат такви, да се жалат и све, да бидат виктим, да бидат такви ствари. И така се прават нив да се дигат на едно ниво. Што Го има ли тој синдром Никола? може. Ке бараме доктор да го Да го да го лечи. испитува тоа. Да, не знам, ќе видиме што како. Пак ќе кажам секој си. И некогаш и одамна го очекувам тоа да имаме еден разговор фас а фас. Камера да не прави Face to face. Да, face to face. Марк, тогаш ние сме спремни, ти си спремен да го соочиме Никола со тебе. Со големо задоволство. Така да Никола, И цела екипа ако како сакаме. беше презимето? А? Презимето. Мишковски. Никола Мишковски еве готвач, не се познам со него лично, иако Да. често ме гледа сториња на Инстаграм, а не ме фоловнува. Еве го повикуваме да дојде во емисија, јавно со Марк, да face to face, да направиме една разговараме, дебата, да да. разговараме. Каде е проблемот? Точно. Со големо задоволство. Може и цела екипа да дојде. Why not? Па да. Како Голем. стоиш со останатата екипа, еве со ворителките? Исто, знаеш, Сања се викаше Сања оваа Савеска, ворителка. ја го прекинав контактот со сите, И со Сања? Сања и да. Зошто со Сања? Па нешто треба да ја прашаме.
Исто тоа, затоа добро дојде на целата екипа да разговараме заедно. Те разбирам. Во живо. Океј, имате нели јавна покана, така да кога сакаат, нека дојдат, ќе направиме Да. убав муабет. А сега кога сме куби муабети, би сакал да зборуваме за убавата програма на телна телевизија, односно една од најгледаните емисија, тоа е твојата. Па тоа е Шери што ќе го денес има авантурите на Марк. Сега сум Апсолутно. по потрага на млади таленти, ги барам младите што сакаат да се покажат во Македонија, што сакаат да покажат нивната страст, нивната љубов кон готвењето. Добро дојде ни се да се појават во емисијата, да ги помагам малку да видам што Значи се. не плаќаат ништо? Ништо не плаќаат, ништо. Они се пријавуваат, доаѓаме кај нив, ми готват едно јадење за да се представат со пријатели исто што сакаат, што се има мали прашања и све тоа, и после доаѓаат во мојата кујна, а во мојата кујна за 20 минути мора да ми готват едно јадење со една кутија каде има неколку намирници за двајца. Марко, кога Ете ќе тоа. имаш рубрика да готвиш со антиталенти, јас питам првиот. Антиталенти, не, ги бараме талентите, извини. Жал ми е, Антиталенти, тогаш да. ема да се пријавам, иако со голем пиетет би се пријавил. Да продолжиме со рубрикава, нели, сум, не сум учел од грешките во животот. Сум, Точно, не сум. секогаш се учи од грешките. Ако не правиш грешки, нема да одиш напред. И пак ќе кажам, никогаш не сум задоволен од што правам. За мене секогаш како да правам грешка. Ти се каал некогаш за нешто? Не. Не, оди така, тоа е тоа и одиме понатаму. Сум побарал втора шанса во животот. Сум, не сум. Па и ја побарав, не ја побарав, ми дојде сама. Само ти дојде како награда. Да. Ете, мислам тоа. Мислам ти кога си добар човек, кога си како да кажам, да, добар човек, добар со сите и све тоа. Универзум, карма, Господ, кој Што така нека даваш, верува. што даваш ти се враќа. Да. Ете тоа. Дали си атеист? Атеисточно. Да. Да. Зошто не веруваш во Господ? Не верувам во Господ, јас за мене не ми требаше Господ, оти за луѓе му треба Господ. Ја не верувам оти еден ден може он се роди, се направи. Сите сме негде луѓе што можеме да го направиме, што Господ го направи. Оти Господ беше обичен човек. Да. Господ што правеше човекот? Он го кажуваше на сите да бидат добри, да се сакат, да си го споделуваат што го имат и све тоа. А сите можеме да го правиме тоа. А никој не ги слуша неговите постапки, никој не ги следи постапките да прави добрини. Значи, тоа е синдромот на таа хипокризија кој што дел од секојдневието во општеството. Библијата, Тора, Куран, сите други книги, од што зборат? Од добри луѓе. Да. Прави Биди добрини. добар, прави добро. Сите можеме да го правиме тоа. Марк, тогаш ке се ослободам те го поставам следно прашање. Знаеш, во Македонија има многу луѓе кои што веруваат наводно во И Господ, со цел се почит. декларираат, Со не, цел не, 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 почит, со да. почит, да, со почит, јас сум верник, но верувај. Има луѓе кои што веруваат начелно во Господ, ставаат символи од религија, дали ислам, дали христијанство, небитно, но прават големи гревови. Дали мислиш дека тие луѓе се вистински верници или па се манипулатори? Не се ни верници, ни манипулатори, се луѓе што се прават што не се. Се глумци. Манипулатори, глумци, да. Манипулатори, ако сакаш да кажеш. Како Манипулатор сакаш. за мене е некој што ти става во глава нешто што он сака. Аха, Друго, он значи лжговци. Ете така, повеќе така. Да. Лжговци, да. Имитација. Имитација, така е, така е. Кога сме ке лжговци, види како сум се репил сука прашање. Сум лажел во животот, сум не сум. Па како сите, неколку пати се лажиме за да се браниме. Па тоа е. Да, добро, тоа е дел од секојдневието. Па да. Тоа се бели лаги, мали лаги. Зависи ситуацијите. Сум направил сообраќајен прекршок. Да, неколку малички, ништо посебно. Во Белгија или во Скопје? Во Белгија и една во Скопје. Една во Скопје. Да, го чукнав газот од една кола. Еден сообраќајен прекршок во Скопје. Па да, 11 Сега- години. Да? Па 11 години сум тука. За 11 години направив еден прекршок. Вау. Па да, Браво, не знам што Да. да кажам. Тамо да среќа. бе како Не, тебе. навистина среќа. Ти треба да видиш посебен шофер. Ти си за да возиш. внимателен човек кој што ги почитува сите Внимателен, пак ќе ти сообраќајни. кажам, текот на годините више ногата не е толку да стиска и све. Пазиш, чекаш и Да. тоа е. Да. Но најбитно е што си нели добар и внимателен и нели Се трудам. чесен. Јас би трудам, кажал да. и шофер и кој што ги почитува сообраќајните правила, но и човек. Марк, многу ме интересира, се соочил ли со хейт коментари? Имав до сега да ти кажам право неколку само. Неколку луѓе посебни што се хейтери, навистина хейтери, оти такви се. Такви се во Луѓе карактерот. кои што ги познаваш или рандом публика? Што ги запознав, да. Кои? Па, не можам да ги кажам. Они си знаат. Надвор, да, не ја. Знаеш, не сум го имаше тоа, помина, више
И џабе, знаеш, пак ќе кажам, за да бидиш среќен, рад во главата и свето, такви луѓе се стават на страна и се игнор. И тоа те прави да можеш да одиш напред. Оти ако мислиш само за нив, и ти ќе више ќе паднеш во истата како да кажеме средина, Да. а не можеш. Ја не можам да се симнам на таков ниво. Не можам. Културата, воспитањето што го имам учено од баба ми, од дедо ми, од се тоа, не ми дозволува да се симнам на таков ниво. Браво. Они си знаат. Ова е на вистина за почит. Да, не можам. И не можам да возвратам. Гледаш, мојот македонски е малку ограничен и не можам. Нека ми дојди со мојот терен во француски, ќе видиме. Ќе разговараме тогаш. Што би им порачал еве на луѓето за да се сакаат повеќе да се почитуваат, сепак не доаѓаат убави празници? Точно, сега се најубавите Марк моменти. на француски нешто, па ќе го преведеме на македонски. Ја ќе го преведам. Најубавото, de passer de belles fêtes, de s'aimer, de manger, de boire, de partager tout ce bonheur avec la famille. Да уживат, да се сакат, да го споделуваат тоа со сите родители, роднини и све тоа, да уживат во убавините, во јадењето што се сега за овие празници оти. На вистина, се за мене најубавите од целата година. Така е. C'est les plus beaux repas que l'on fait pendant l'année. И на вистина, многу пари се вложат во тоа. Oui. Да, многу пари се вложат во тоа. On investit beaucoup d'argent. А за жал не многу луѓе ги почитуваат тоа. Значи сите тие луѓе кои што Оти мора. Ете тоа е проблемот, оти мора. Значи сите тие луѓе кои што не почитуваат. Значи знаеш како ме нервира, вака ми не може да го скирам. Не оди. Марк, ај повели скири го. Замисли дека ова е некој твој непријател. Ау, го скира непријателот. Кого го замисли? Никој. Значи абе отиде балонот. Тоа е. Шала на страна која гледам кујната, се доближувам полека до самиот крај, би морала да те прашам некоја смешна анегдота, мора да текне некоја од кујна. Смешна анегдота што се случила. Смешни анегдоти што ми се случи во кујна. Да ми изгори, да ми така. Ретко се случува. Со некој готвач. Да, сега пред вчера направив една торта, употребив една рерна што не ја употребувам како печка, ја употребувам поиќе како микро, па ми ја изгори тортата. Лале. А сакам Уште еден ке пуктам целата љубов ја стави во тортата, а изгорена беше на кората и се. Па тоа, такви ствари се случат. Други глупости до сега. Еве ти дрво, еве ти. Да. И моето е малку чудно, знаеш. Не, до сега имам среќа што не ми се случи голема глупост во кујната, да. Советот сите млади луѓе кои што сакаат да бидат готвачи, кои што се инспирирани од твојата работа. Ова е твоја камера. Да, многу сум среќен што кажуваш ти. Оти на вистина, јас пак ќе кажам дојдов пред 11 години. Многу сега млади што одам преку школите, што ги сретнувам, што готвиме заедно, што ги учам да готват француска кујна на француски јазик, ми кажуваат: "Шеф Марк, вие ми бевте идол и заради вас почнав да бидам готвач." Не можеш да знаеш и да разбериш како уште сега ден се ежам кога ми го кажуваат тоа. Покажи. Оти товие имаат 15 години сега, тогаш имале 7-8 години, ме гледале секој ден во емисијата, да. И за нив им бев идол. И тоа за мене нема цена. Тоа е нешто што фуал. Верувам дека ќе ти значат моите. Оти на вистина тоа ми е нешто никогаш во животот не мислев оти тоа ќе ми се случи. Јас знам дека ќе имаш допрва големи успеси и знам дека веруваш во моите искрени комплименти, сепак не сте приватно, нели пријатели. Затоа доаѓам во твојата емисија, ти на други не толку. Фала ти многу, Марк. Јас можам да ти кажам искрено дека чест ми што те познам таков добар и искрен човек како тебе. Волку искреност немам видено одамна во ова време, како што кажав, во кој што владее хипокризијата. Ќе те прекинам. Знаеш што ти најлесно е да бидеш искрен? Не. Да. Најлесно е да бидеш искрен. Кажуваш што имаш на срце и што сакаш да кажеш. Најискрено. Најлесно е да бидеш искрен. Да. Уште една убава мисла слушнавме од шеф Марк. Кога лажеш, многу тешко е. Ти треба да памтиш што лажеше. Браво. А да? Шеф Марк, навистина беше чест што беше дел од оваа емисија. Така да ова ни се нашите први изданија и пак ќе кажам, храна не спремивме, но ветувам дека освен овие лимончиња тука, но имаме навистина многу прилики нареден пат да направиме некоја мини кујничка и како што во твоите емисии готвиш, така да тука да сготвиме нешто, па ако не ќе дојдеме да тестуваме кај тебе во кујна, нема да биде тоа проблем. Со задоволство. Навистина ми е чест. Ајде. А самиот крај, еве Марк, да им посакаме нашите гледачи среќни новогодишни божични празници. Бадник
Божик и срекна стара нова година. Да. Вистина, тоа се сите празници. Ја многу сум среќен, знаеш, јас оти во Белгија беше 25 декември, беше 1 јануари, имаше Свети Никола 6 декември, а кога дојдов во Македонија, знаеш, не сум верник, ама сите празници знаеш. ги славам. Тоа значи тоа. дека си голем почитувач на македонската традиција и тоа заслужува Точно голем така. аплауз за овој прекрасен човек. Дефинитивно икона на нашата денешна дружба беше Марк Шеф, Марк во нашето шоу Icon Show. Така да, драги наши, ова не е крајот на ова наше денешно дружење, затоа што следува уште една прекрасна рубрика, следуваат тие мои добро познати анкети. Така да очекувајте лудило и шоу. Фала ви на сите вас. Кажи ми социјално дали примаш? Не, Работиш? најнормално. Што работиш? Ако не е тајна. Не е тајна, работиме со столарство, со такси, со све. Браво, Лалде. Што би направиле? Какви промени би направиле во оваа држава? Многу големи. Например, еве 5 навреди. Луѓето ги праќам сите Европа нека идат нека заработуваат, а Македонија нека јаде. Значи тие пари треба да се јадат. Европските пари да се јадат у Скопје. Ама ние не сме се уште влезени во Европска унија, еве. Нема врска, веднаш ќе ги дам. Како не сме, идеме бе брат, идеме доаѓаме, имаш право 3 месеци да идеш секаде. Македонија во Европска унија е. Да. Ишта не. А дали јавните личности, нашите популарни звезди доаѓаат тука да купуваат гардероб? Најнормално имаме фейк роба, така најнормално, но во бутикот е скоро 5000, овдека е 2,5. Денеска кој датум? 10? 10 да. А треба уште у 5 да бидат социјални. Што прават овие? Уште 5 дена касно. И денеска дали ќе биде или не, не се знае. Се надевам дека ќе биде. Вие сте биле ли во Европа? Да. Во која држава? Италија, Германија, Франција, Белгија, Холандија, Значи цела Европа скоро. секаде идам. Светен човек. Секаде идам. Затоа ме прашав, според животот во тие држави, какви промени еве од тие држави? Разлика голема, 100% разликата е голема. Кој повеќе изневерува, мажот или жената во бракот? Да, сега зависи, ако не е задоволна жената, може да изневерува. Ако не е задоволена жената, ќе изневерува и мажот. А што треба да направи мажот за да биде жената задоволна во бракот? Не треба само за 8 март да се носи цвеќе, секој ден треба со убавина, со љубов и така натаму. Жената? Зошто? Зошто жената? Женете? Оти ба, нема социјално, оти. Што зборуваш? Две жени имаш? Да. Како бе две жени? Две жени, И што прави со двете? да не зборувам.